Ајде денес да зборуваме за еден вистински парадокс, за приказната за една рок звезда која, кога беше на самиот врв, кога беше најголема, едноставно исчезна. Сега, замислете си го ова сценарио. Дали воопшто постои такво нешто? Рок звезда што одбила слава? Некој што стигнал до самиот врв, ги имал сите рефлектори вперени во себе, обожуван од милиони и свесно рекол не, доста е. И пазете, не зборуваме за некој небитен лик. Ова е човек чии стихови станаа буквално химни за цела една генерација. Човек чија музика го дефинираше времето. И потоа, одеднаш, само тишина. Го нема. Тој човек е Бранимир Штулич, ама за цела една генерација. И за сите што дојдоа по неа, тој е и секогаш ќе биде едноставно Џони. Добро, ајде да почнеме со ред. За да сфатиме зошто некој би го направил ова, мора да се вратиме на самиот почеток. А неговата приказна, интересно, не почнува со гитара и рок-н-рол, туку со книги, со поезија. Приказната почнува во Скопје, во 1953-та. Татко му бил воено лице, офицер во ЈНА, што значело постојано селење. Детството му било номадско, секогаш во движење. И токму тоа чувство, дека не припаѓаш целосно никаде, а сепак си од секаде помалку, тоа е нешто што длабоко ќе го обликува. Конечно, семејството се стационира во Загреб, и токму таму, тој млад бунтовник ќе го најде својот глас. И пред воопшто да ја фати гитарата, неговото главно оружје биле книгите. Озбилно, тој буквално ги голта Достоевски, Кавка, Ниче. Значи, да бидеме јасни, ова не е некој класичен рокер, ова е повеќе филозоф на кој му дале гитара. И токму со тој багаж, со таа филозофска длабочина, тој влетува на музичката сцена во Југославија, која во тој момент просто врие. И тука почнува неговиот метеорски, неверојатен подем. Во 1977 се раѓа бендот Азра. И слушате го само името, тоа кажува все. Не е некое бесно рокерско име, нели? Азра е име земено од поезија, символ за чиста, недостижна љубов. Токму тие теми, тој идеал, ќе го прогонуваат низ целата негова кариера. Се разбира, Азра не се појавува од никаде. Тие се дел од нешто огромно, од една културна експлозија позната како југословенскиот нов бран. Замислете си ја сцената. Рамо до рамо со гиганти како Хаустор, Идоли, Електрични оргазам, сите заедно прават музичка револуција. Ама дури во таа неверојатна конкуренција, Џони и Азра беа нешто посебно. Секогаш се издвојуваа. Па добро, што ги правеше толку поразлични? Одговорот е едноставен. Текстовите. Џони не пееше генерички песни за љубов и забава. Не. Тој беше поет на асфалтот, хроничар на сивилото на градот, на политичката иронија, на личните внатрешни битки и на она тешка, комплексна балканска судбина. Неговите зборови беа како жилет, остри, директни и често болно искрени. Еве, да го земеме за пример тој легендарен стих «Балкан, Балкан, Балкан мој». На прва топка може би звучи како некоја патриотска парола. Ама не, ни најмалку. Ова е повеќе крик, болна исповед за таа чудна врска на љубов и омраза што ја имаме со овој простор. Знаете, она кога не можеш да побегнеш од него, дури и кога чувствуваш дека те гуши. И токму тогаш, кога е на самиот врв на мокта, кога неговиот глас е посилен од кога било, се случува пресвртот, големото исчезнување. Запаметете ја оваа година, 1986-та. Ова не е само бројка, ова е линијата, што се повлекува. Крај на јавната приказна, почеток на митот. Тој се сели во Холандија. И тоа како? Сосема тивко, без проштални турнеи, без интервјуја и солзи. Едноставно го снемува. И нормално, веднаш се поставува прашањето од $1.000.000. Зошто? Што се случило? Постојат неколку главни теории, нели? Првата, бил идеалист до срж и не сакал да прави никакви компромиси со уметноста. Втората, се разочарал од целата музичка индустрија, од лицемерието. Или можеби третата, наједноставната, а можеби и најточната, дека човекот само сакал мир и тишина. И што се случува потоа? Многумина мислат дека тука е крајот. Но не. Неговото заменување е всушност трансформација. Почнува еден нов живот, да, живот во тишина, ама далеку од тоа нека е живот без креативност.
Таму во Холандија, скриен од сите рефлектори, тој всушност никогаш не престанува да создава. Продолжува да снима музика, ама сега за своја душа. Се фрла на преведување на антички класици, замислете. Пишува и автобиографски дела. И години подоцна, дури отворе и свој YouTube канал, за да ја сподели својата работа. Директно, без филтри, без посредници. И ова е клучната поента. Тој целосно и врти грб на целата машинерија на славата. Значи нема повратнички турнеи за еден куп пари, нема големи ексклузивни интервјуа, нема носталгични обединувања на бендот. Тој ја прекинува врската со индустријата, ама никогаш со уметноста. И сето ова не носи до самиот крај, до разрешницата. Што на крајот на денот значи цела во оваа приказна? Зошто митот за Џони Штулик е толку жив и толку мокен, дури и денес? Одговорот, можеби, лежи во неговиот избор. Тој ја избра уметноста, наместо славата. Ја избра слободата, наместо очекувањата на публиката. И го избра личниот интегритет, наместо барањата на пазарот. На некој начин, целиот негов живот по заминувањето стана неговиот најсилнен уметнички став. Па кој е Џони Штулич на крајот? Гении? Вечен бунтовник? Или можеби бегалец од сопствената легенда? Веројатно е по нешто од се, но едно е сигурно. Без него, целата приказна за југословенскиот рок едноставно не би била иста. И можеби, само можеби, неговата најголема, најгласна изјава не е во некоја песна, туку токму во неговата долгогодишна тврдоглава тишина.